Добро, но за Трубарево за сега немате осомничен во насока на ова дека одреден центар на моќ влијаел за да се подметне пожарот. Три лица се повикани на разговор, веднаш одма, демек они многу ефикасни. Тоа беше у 11 саат вечерта на кога се запали у Трубарево пожар. И вонреден прес. Сега имаме ние многу сериозни информации. Сега ќе видите, ние ова решивме. Изгледа на прес, што е пресот? Три лица се веднаш повикани на разговор во полициска станица. Као демек еве тие ги фативме, трите лица се без врска, мислам луѓе што немаат врска таму. Тие што тука биле, мислам газда на објекти така натака. И трите лица повикани, сега ги нема осомниче. Ама тогаш демек они ќе менаџираат како ај ќе лажеме, што? Три лица повикани на информативен разговор. А иначе лиценцата за овој објект, знаеш Мишо кога е дадена? 2015. Да, тогаш почнува, да. Тогаш се отвара тоа, дозволите му се даваат тогаш. Кој бил у 2015 министар за животна средина? На овој отпад можеш да му даеш лиценца у 2015, да му ја обновиш у 2021. Можеш да имаш и записници дека ги средал сите правила и процедури. Проблемот е следен. Дали некој исконтролирал у последните 6 месеци, година, дали овој објект се уште ги исполнува потребните стандарди за да ја има таа лиценца? Значи не е проблемот кој кога ја дал, туку проблемот е дали се следело, дали овој објект ги исполнува стандардите. Сега Панче Тошковски денеска на Сител практично потврди дека овој објект не ги исполнува стандардите. Па ако не ги исполнува стандардите, зашто не сте му земале лиценцата? Значи повторно, како и со клубот Пулс, одговорноста е кај актуелната власт, затоа што несреќата, трагедијата во случајот со Пулс се случува во вашиот мандат. Исто и со депониите у Скопје, можеби има, не знам, десетина вакви објекти. Редовна контрола треба. Ако вие не сте ја правеле таа редовна контрола, одговорни сте вие. Можеш директно да ја лоцираш одговорноста кај актуелните луѓе кои што се дел од власт. Може да кажеме сите се виновни, ама највиновни се тие што во моментот дозволиле такво нешто да се случи.